Вести на Канал 8, добар ден. Продолжението на 19-та седница на Советот на општина Кочани не го дочека крајот во комплетен состав со сите советници. Опозицијската советничка група ја напушти седницата, откако градоначалникот Илиев упати забелешка за начинот на кој течеа дискусиите на првиот дел од седницата, што се одржа минатиот четврток. Тони Ајтовски со деталите. Продолжението на 19-та седница на Советот на општина Кочани заврши без советниците од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Тие ја напуштија нејзината работа. Причина за ваквата постапка е забелешката за дискусиите и начинот на работење на советничките групи, што ја упати градоначалникот Николчо Илиев. Жалам што минатиот пат дел од советниците добие шанса да зборуваат гола политика и навистина да не водат сметка за она што е интерес на граѓаните. Јас мислам дека сите ние што седиме овде, пред се сме избрани од граѓаните да ги решаваме проблемите, а не да зборуваме за политика. Ова го подкрепувам и со фактот, заради тоа што сите поголем дел од советниците кои на крајот се јавуваат на говорницата и зборуваат за политика, на дадените паузи ги слушам како коментират, на жалост ова е политика. Меѓутоа, јас сакам јавно да им кажам на граѓаните дека ние овде сме повикани и изберени да ги решаваме реалните проблеми на граѓаните, а не за политика. Бидејќи од политиката имат интерес само малкумина, а додека од реалното решавање на проблемите имат интерес сите граѓани. Новинарски заклучок е оти забелешката се однесуваше кон сите советници, со оглед што на првиот дел од седницата, минатата недела, имаше поголем број дискусии во кои можеа да се слушнат и одредени политички ставови. Сепак, опозицијата во Советот без образложение ја напушти седницата, на што Илиев даде краток коментар. Можам и да ги разберам за реакцијата на советниците што излегоа, бидејќи не беа спремни да слушнат и нешто што е пореално од тоа што тие го говорат. Веројатно, кога видоа начинот на работата во локалната самоуправа, начинот на кој ние се справуваме со проблемите и начинот на кој го реализираме буџетот кој се полни од парите на граѓаните, видоа нешто што ги загрижува. Ги загрижува тоа што со помалку средства реализираме повеќе проекти. Ги загрижува тоа што за прв пат направивме толку обемна програма, значи стручните служби се вложија и направија програма преглед на се со цел да граѓаните и вие советниците имате увид и преглед на секој денар како и зашто е наменет да се троши. Инаку на продолжението од седницата на дневен ред се најде нацрт буџетот за 2019 година, во чија расправа опозицијските членови на Советот не се вклучија. Исто така, тие не дочекаа да ги слушнат и одговорите на советничките прашања што ги поставија. При тоа Илиев за дел од нив даде одговор, а за останатите рече дека ќе бидат доставени писмени извештаи и мислења. Обновена е иницијативата околу проектот за воведување на географско-информациониот систем во општините од источниот регион. Тој ќе овозможи вмрежување на општините со другите институции и подобрување на услугите за граѓаните, при што треба да се обезбеди подземен катастар за населените места. Источниот плански регион ќе ги обнови активностите за воведување на географско-информацијскиот систем за 11 општини, со што институциите и граѓаните ќе можат по електронски пат да добиваат податоци поврзани со просторното планирање. Воведувањето на системот значи дека населените места ќе добијат подземен катастар, со што би се избегнале оштетувањата на постојната подземна електрична и друга инсталација. Носител на проектот, што започна да се реализира пред повеќе од 6 години, е Центарот за развој на источно-плански регион, при што во изработката учествуваа експерти од словенечката компанија Калиопа. Сепак, иако беше завршена техничката инсталација на системот и вмрежувањето на општините, воведувањето на системот беше прекинато пред 4 години. Како председател на Советот на источно-плански регион бев поканет од фирма која што работела во минатот на овој проект и е завршено до некоја фаза, меѓутоа од одредени причини целиот тој систем е блокиран и не функционира. Стручните лица од фирмата која беше наброена како изведувач Калиопи ќе дојдат во текот на јануар месец, ќе направат презентација на
она што е сработено на сите овие градоначалници кои се сега, бидејќи само еден градоначалник има од постоечките и упатен веројатно за она што е работено и договарано, додека другите не се информирани. Првин ќе се добие изворна информација за тоа што е сработено, на кој начин и колку средства ќе требат за да тоа се стави во функција, и секако дека одлуката најпрвин за целиот исток ќе треба да го донесе Советот на Источно-плански регион. Географско-информацијскиот систем се применува во сите развиени земји, а Источниот плански регион требаше да биде прв во државата каде целосно ќе функционира. Со реализацијата на проектот на електронската мрежа беа поставени поголем број податоци од деталните и генералните урбанистички планови, како и планови и нацрти на водоводната и канализацијската мрежа во градовите. За изработка на системот пред 4 години беа потрошени 200.000 евра, од кои 60% донираше владата на Република Словенија, а остатокот го покрија општините од Источниот плански регион. Интензивно се реализираат подготовките за новогодишниот концерт на Основното музичко училиште Ристо Јуруков. Според најавите, и годинава ќе се одржи во последната седмица од декември. По 18-ти пат годинава, Основното музичко училиште Ристо Јуруков ќе биде носител и организатор на традиционалниот новогодишен концерт во Кочани. Музичките проби се во поодмината фаза и се прават финалните усогласувања и подготовките со учесниците на концертот, односно со учениците и нивните наставници. Во тек е и шиењето на свечената гардероба за настапот, што оваа година ќе носи символичен назив Музички снегулки. Вообичаено, по завршувањето на подготовките со инструменталистите и хоровите, следуваат представите за учениците и граѓаните, што се предвидени за следната недела. Со реализација на концертите почнуваме од 25 декември. Има 7 концерти, од кои 5 се дневни за дечињата од основните училишта, а 2 вечерни за граѓаните. Вечерните концерти ќе бидат на 27-28 декември со почеток од 19 часот. Влезници сите може да си набават од билетара на Домот на културата, и тоа ќе бидат пуштени во продажба од 24 понеделник од 10 до 15 часот. Цената на влезниците ќе бидат 150 денари. Вообичаено на концертот ќе учествуваат учениците и нивните наставници во Кочанското музичко училиште, а ќе има и надворешни соработници. Ќе настапат сите деца од 1 до 9 оделение. Имаме мал хор, голем хор, сите ќе учествуват и голем дел во оркестар. Темата ќе биде музички снегулки, значи снегулката ќе биде офатена како главна тема во вид на нотичка. И една голема благодарност и поздрав до локалната самоуправа на општина Кочани, кој што ни е концертот под нивно покровителство, и голем поздрав до ината, голема благодарност како главен спонзор на овој настап. Музичката програма на концертот е стандардно новогодишна, на која покрај вообичаените класични теми, посетителите ќе слушнат и неколку обработки на современи теми. Дневните представи на новогодишниот концерт за учениците ќе бидат во 2 термини, од 11 и 13 часот, додека вечерните за граѓаните се со почеток од 19 часот. Во малата сала на Центарот за култура Бели Мугри Кочани беше представен проектот Млади европејци, Европа на Балканот. Истиот е реализиран од Универзитетот за аудиовизуелни уметности и Европската филмска театарска и танцова академија ЕФТА од Скопје. Во рамките на проектот на Универзитетот за аудиовизуелни уметности, Европска филмска театарска и танцова академија ЕФТА Скопје, во Центарот за култура Бели Мугри се одржа завршната презентација на манифестацијата Млади европејци, Млада Европа на Балканот, подржана од Министерството за култура на Република Македонија. По представувањето на настанот пред младите во Ресен, Крива Паланка, Штип и Скопје, и младите од Кочани имаа можност да се запознаат со програмските активности на новиот културен центар Млада Европа на Балканот. Проектот Млади европејци, Млада Европа на Балканот е предвиден да представува своевиден сублимант, односно составен дел од пошироката годишна програма на културниот центар Млада Европа на Балканот на Универзитетот за аудиовизуелни уметности Скопје, чиј промотор беше деканот на универзитетот Гоце Ристовски. Сите животни се организирале сега да ја гасат. И почна неги слоновите, големи црчата, стурите, сите помагат да се згасне.
шубата, нели, бидејќи тоа е нейната животна среда, но ја гледа некој дека една малешка мравкичка и таа трча нешто таму кој ќе помага. Ја прашува некој што правиш како е? А бе, вика, јас вика ќе гасам. Вика, што туку се мачиш, што ти издаси, што ти помогнеш. Не е важно и што ти помогнам. Важно е да се знае на која страна сум била. Ова што ние денеска го правиме е всушност да се знае на која страна сме. Ние сме свесни дека нели и тоа овој состав кој што е тој кој што сме, ни тоа време пак дозволува некакви пригоди дека не знам ќе направиме нешто сериозно. Но важно е да оставаме траги. Програмата на настанот е структурирана врз представувањето на книгата Европа наш заеднички дом од Жан Моне во издание на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕФТА од Скопје. Се одржа сценска презентација од страна на млади студенти и специјализанти на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕФТА Скопје, а беше презентирана и книгата на Жан Моне Европа нашиот заеднички дом во превод на Лилјана Котевска-Плевнеш и со предговор на амбасадорот на Франција Кристијан Тимоние. Во рамки на проектот е вклучена и проекција на краток филм Европа мојот идентитет, резултат од тригодишниот проект изработен од студенти од Македонија, Франција и Германија. Фотографиите од студентите на професорите Роберт Јанкуловски и Елена Бојаджиева, Европа овде, Европа таму, ќе бидат представени во изложба. Крводетелска акција во Средното училиште Лјупчо Сантов беше реализирана од страна на Општинската организација на Црвениот крст Кочани во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип. Собрани се 21 крвна единица. Учениците од гимназијата Лјупчо Сантов ја покажаа својата хуманост. На крводарителска акција што ја организираше Општинската организација на Црвениот крст од Кочани и Институтот за трансфузиона медицина ја даруваа скапоцената течност. Собрани се 21 единица крв. Ова е предпоследна акција за оваа година. Последната акција е планирана да се одржи во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани. Секој последен четврток во месецот, значи се паѓа на 27 декември 2018 година. Воедно сакам да кажам дека со спроведување на вакви активности, крводарителски акции, значи ги задоволуваме секојаш постојачките потреби на крв и крвни продукти на лица на кои им е тоа најмногу потребно, како на пример лица кои примаат хемотерапија, во одредени хируршки пациенти кои подлежат на одредени хируршки зафати, повредени лица во сообраќајни несреќи и така натаму. А исто така, значи, со долгата соработка што имаме со двете средни основни училишта, општински училишта во општина Кочани, спроведување на крводарителски акции, возможуваме и вклучување на млади крводарители во големо семејство на крводарители. До крајот на годината во просториите на Црвениот крст Кочани ќе биде организирана уште една крводарителска акција, на која скапоцената течност ќе може да ја даруваат сите граѓани кои сакаат да бидат хумани и да спасат човечки живот. Новогодишната желба на Дедо Мраз е насловот на представата што по повод новогодишните и бождикните празници ја одиграа учениците од Основното училиште Раде Кратовче. Ја подготвија под менторство на наставниците од истоименото училиште. Представа под наслов Новогодишната желба на Дедо Мраз организираа учениците од Основното училиште Раде Кратовче со помош на наставниот кадар од истото училиште. Тие пред полната сала на мултикултурниот центар во Кочани ја одиграа представата која што ја подготвуваа подолго време, а истата е впресред и по повод на новогодишните и бождикните празници. Учениците кои беа присутни во публиката го имаа задоволството да ја гледаат новогодишната представа и да се изнасмеат на глас, бидејќи беше интересна. Во улогата на Дедо Мраз играше Филип Ефтимов од 9-то оделение. Во улогата на Баба Мразица Василија Ангелова од 8-то оделение. Снегулка Славица Стојанова од 6-то оделение. Во улога на Нова година Ангела Василкова од 6-то оделение. Добрата вила Анастасија Богданова од 5-то оделение. Во улога на деца Александра Стојанова, Марија Трифунова, Марина Велова, Ана Стојанова и Тамара Јангеловска. За успешно изведување на представата се погрижија наставниците ментори Дивна Јанушова, оделенски наставник, Фанула Чапевска, Вера Стојкова и Александар Ангелов, наставници по македонски јазик. За озвучувањето Мите Алексов, а за уредувањето на сцената предметниот наставник по ликовно образование Елизабета Зафирова Стојанова. Учениците и наставниот кадар од ово училиште секоја година на завршетокот на годината подготвуваат представа поврзана со дочекот на новата и испраќањето на старата година.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.